Докторот Златко Јаќовски е шестиот македонец кој го искачи Монте Еверест. Тој е некој доктор и професор во Институтот за судска медицина, ова мене се секогаш страшно ми звучело. Реално секојдневно соочување со смртта. И докторе, како сте? Одлично сум, благодарам на поканата. Дали работењето, ова мое интимно и приватно прашање, дали работењето во судска медицина ви предизвика да просто да почнете да се бавите со планинарење, затоа што таму секојдневно сте соочени со смрт? Значи, мојата професија е многу специфична и многу стресна. Да. На проста причина што ние секој ден се среќаваме со најлошото нешто што може да му се случи на човека, тоа е смрт. Така да, ние додека работиме самата обдукција, а понатаму и во разговор со роднините и така натака, вие добивате еден дополнителен стрес, заради тоа што вие ја впивате секако и нивната тага и многу прашања што ги имаат во врска со случајот. Да не зборувам, па после тога, ако е некој поекспониран случај кога се провејува низ јавноста, вие секој ден живеете со таа ситуација. Но како и да е, јас сум роден 72 година, значи сум растел во време кога спортот беше на еден пиедестал, кога уште од основно училиште имавме соодветно физичко образование, учество во... Да, вие тврдите дека мора да се бавиме со спортот. Да, во разни клубови вежбавме и така натака постигнувавме резултати. Така јас едноставно се заљубив во спортот. Но и бидејќи потекнувам од западниот дел на Македонија по мајка и татко, секое лето одевме таму на село, нели, во планина, на преубавото Стогово и Дешат. Тоа е село Гари, село Бањишта. И таму со моите родители, со баба, дедовци, ностоп сум бил на планина. И тие беа главните крици што мене ми ја дадоа љубовта кон планината и почита према природата. Така. Понатаму, нели, како растев, се развивав како спортист, но исто така и мојата работа, сватив дека по мене лично планинарењето е еден од најубавите спортови за нас луѓето, од проста причина што ние сме природни суштества и најубаво е кога ние обавуваме таа физичка активност во природата, каде што всушност го добиваме тој еден целосен детокс. Не говорам само за воздух, туку вие правите еден убав сетап на организмот, заради тоа што кога сте вие физички активни во една убава природна средина, имате убави глетки, во вас буквално работи цел еден хормонски систем. Тоа што и го гледам на работа, значи луѓето, тоа што ние сме од надвор и мирисаме убаво е заради тоа што водиме дневна лична хигиена. Вие кога ќе го отворите човек, тој мириса на канализација. Така да, луѓето што живеат во градски средини, поготово, белите дробови ми се значи шаренолики со антракозни промени кои што гледаме дека се како резултат на пушење или загаден воздух. И едноставно, јас лично гледам баш секој можен момент, кога е викенд или празник, да избегам во природа, да не седам во некоја загадена градска средина. Тоа гледате вие кога Да, го гледаме и макроскопски го гледаме, значи која правите самата обдукција, но исто така и на микроскоп. Помеѓу градскиот човек и Има селскиот. разлика, да, има разлика. Луѓе што живеат на планина имаат розови бели дробови, ако не се пушачи. Тие што се пушачи, значи без разлика каде да живеат или не, значи имаат тие промени на белите дробови. Од гаджети до зелени. Рециклирате го вашиот отпад одговорно. Јавете се на 070 236 000 и 0 отпад ќе го превзема вашиот стар уред. Доколку го користите кодот Агенда 21, автоматски ќе влезете во еколошката акција, каде за оној со најмногу електронски отпад ќе следи награда.
Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш. Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Електрониката не се пензионира. Таа се трансформира со рециклирање. Јавете се на 070-236-000 и 0 отпад ќе го превземе вашиот стар уред. Доколку го користите кодот Агенда 21, автоматски влегувате во еколошката акција, во која за оној со најмногу електронски отпад следува награда. Кога сме веќе кај пушењето во контекста е многу важно и за екологијата, нели ги укина цигарите да не се пуши бла и сега воведуваат и електронски каде што пушиме некоја варијанта на колку се тие здрави, еколошки проверени, затоа што нели тие може да ги пушиме во затворени простори, а не. Добро, прво ние останавме единствената држава во регионов и во свет каде што пушењето се укина во затворени простори. Например, луѓето во Србија, во Бугарија порано ни се чудеа како кај вас не се пуши, кај нас се пуши, сега обратно. Што не ми е јасно зашто се случи. Уствари јасно ми е, но тоа се веќе повисоки политички интереси. А поднос на видот на цигарите кои што се користат, постојат научни истражувања, тоа не е тајна, може секој да провери на интернет, а секоја една нова генерација на така наречени поеколошки цигари предизвикуваат штета на тој што пуши повеќе, заради тоа што нема пасивни пушачи. Нема пасивни, така. Да, нема пасивни пушачи. Значи, баш колегите мои бидејќи пушат на работа доста, никога премина на тие еколошки цигари, им ја пуштив таа статија да прочитаат всушност дека новите генерации на цигари се исто така штетни по здравјето. Така е. Заради тоа што гледате, не говориме ние само за никотинот, значи тука имате адитиви, аромати, лепила и така натака, кои што пестициди, да кажеме, во самиот тутун, кои што предизвикуваат штета на нашиот организам. Значи не збориме за една никотинска зависност, а да не зборам, значи тоа докторите го знаат дека самото пушење предизвикува мутација на ДНК молекулата која што може да доведе до канцер и тоа е еден од ризичните фактори за рак на бели дробови. Пак е ризик и едното и другото. И едното и другото се ризик. Така е, Добро, тоа докторе, да да се се реши. вратиме ние на судската медицина и на соочувањето со смртта. Како ти изгледаме, Весна и јас, уши колку имаме? Да. Па вака насмеани позитивни ќе терате. Дур не отвориш. Да отвори. Кога Кој ќе рече, не отвориш? живеела у град и Да. пушела. Морам да ти кажам, Весна, дека доктор Златко беше на висински припреми кај мене на втори кат во Ако беше станот уште запишан во возле- планинарското друштво. Тогаш беше канцеларијата на планинарското кај мене во дневна соба. Дојде, тоа беше пред да го искачиш Денали Точно. и пред Монтеверест, нели? Така. И дојде баш како кај човек кој тоа го има поминато, за да побара совет. И јас ги оставив 2 часа, отидов во другата соба и она навистина председателката на планинарското му објасни навистина све, он навистина беше среќен кога си замина од кај нас, затоа што веројатно го чу тоа што сакаше да го чуеш, тоа што му недостасуваше. Се сеќаваш дали беше тоа зима? Оти знам дека Зима беше и вие се враќавте купувајќи божикни подароци или те прашувам средства заради за ова, декорирање, заради да. ова. Вела дека април и мај се најдобрите месеци да го искачиш Монтеверест од разбирливи причини и тогаш баш беше блиску, но кажи ми, Денали ти беше како генералка, успешна? Значи, Денали ми беше еден од последните успеси, но јас да се осудам да помислам додам на Денали, претходно качив исто така по жестоки, по захтевни планини. Пред се, да кажам, за Аконкагуа, тој е највисокиот врв во Јужна Америка. Исто така е на висока сурова планина каде што има многу лоши услови, понекогаш пат за колку е тоа? Не, таа е 6900 и нешто, близу 7000. Понатаму бев на Ленин,
во Киргизстан тој е 7200, да не говорам успат Килиманџаро, Елбрус, Монблан, тука во Европа. За да се стигне Речиси, до кралот. Да, сите алпски врвови во Италија и Австрија што ги имаме качено. Заради тоа што вие мора да направите еден сетап на организмот да видите како ќе ви реагира во дадени услови, Апсолутно, така? апсолутно. Значи сега не е работа, ја сакам, имам пари, ќе одам. Сите имаме разноразни желби, но важно е да ги видиме нашите можности, какви се реалност, зошто? Заради тоа што таму нема право на грешка. Ако сгрешите ви или не се исцетирате како што треба нормално, може да дојде до фатални последици, не дај Боже, може да дојде до смртен исход. Да, ова со април и да ви мај. помогне Да, некој да. е многу Има ли тоа тешко. врска, не само заради тоа што е претпоставувам пролет или лето, туку има ли врска Да. со климатските промени, сето тоа? Сега ќе ви кажам, значи секоја една планина има различни периоди на качување. Например, кога сакаме да искачуваме врвови на северниот дел од земјината топка, тие се качуваат во летниот период. Кога ги качуваме врвовите во јужната хемисфера, се така. качуваат во зимски период. Затоа Тие што што е се во кај период нив на летово еквадорот, тоа, да. тогаш се качуваат пролет или есен. Зошто? Заради тоа што тогаш се смета дека временските услови се најстабилни и овозможуваат Нема ветришта, нема ниски Има температури, се, нема, но но не се помали толку дози, да. тие услови радикални каде што може да дојде до смртна последица. Така да има и хазардери кои што тоа и го прават. Значи има качување зимско и на Еверест, имате и зимско качување и на Арарат во Турција, например, на Матерхорн, но тоа се навистина луѓе што Но се... за Еверест велат дека тоа е навистина едно пространство огромно. Еве, и секогаш се запрашувам, има ли шанса некогаш да речеме да го пронајдат мурато? Да. Знаете дека не е пронајден. Не. Да. Не. Да. Значи, Постојат ли такви шанси? Што велат? гледайте сега, таму има многу предели каде што телото може да се лизне и да падне и Во некој буквално- засек, Така во е. некој... Тоа се огромни километарски бездни, Да, така е. кои што можеби никој пат и нема да бидат истражени од луѓето. Едноставно, тие што се починати по патеката по која што се движиме и биле фиксирани на јаже, тие туку остануваат. Заради тоа што не може да се симнат, односно тоа спуштање на тело од тие висини чини преку $100,000 и сега ретко кое семејство има толку пари да уплати, нели? Но и едноставно некој пат и луѓето си оставаат со себе писмо дека ако дојде до такво нешто сака да бидат оставени Да на бидат тие таму. висини, да. Ај во кратки црти, тоа ги интересира гледачите. Од првиот ден, од првата базна станица Да. па до качувањето. Кратка приказна за Кратка приказка искачувањето. за искачувањето. Кратка приказа. Значи до Еверест Бейс Кемп, кој што Camp, се да. наоѓа на Да. 5360 и нешто метри, вие Колку луѓе сте? уживате во тој трекинг. Тоа е еден од Да. најпознатите трекинзи или планинарски патеки во светот, И тој поглед од каде што вие во целост сте обкружени во било кој агол да погледнете со едни прекрасни А колку луѓе 7000 сте? планина. Групите се различни. Јас одев во група од четворица со водичи, но на нас се приклучи уште една група од Индија, бевме негде околу 10 луѓе. Имате и поголеми групи кои што одат исклучиво како трекинг до Зависи кој Еверест го Бейс Кемп, организира, од која зависи земја, колку клиенти богат има. ли е, средно Така е, така е. Но до тука е безбедно и навистина До Base Camp. уживате во преубави гледки, но и тука има трик. Зошто? Заради тоа што вие слетувате на 2880 метри со авион. Тоа е едно градче Лукла се вика, Гледа, тој аеродром си го видел. пистата е 500 метри. Неверојатно е. Значи има толку место авионот да застане и да сврти, тоа се Толку. мали пајперчиња и тоа е најризичниот аеродром во свет. И работи во одреден дел од денот. Ако има облаци, тоа што аеродромот е затворен. Значи вие слетувате на 2880. Понатаму за да не дојде до висинска болест се спуштате на 2600, каде што се ноќева. И потоа постепено, значи тоа трае една седмица, вие се искачувате до базниот камп Еверест, се со цел да спречите развивање на висинска болест. И Заради ме тоа што- интересира, уште колку има до самиот врв кампови? Па, понатаму има уште 4 кампа од Уште 4. Еверест базен камп, со тоа што вие пак директно одите по камповите. Така, и секаде се прави истото. Аклиматизација, Така е. За да Ако треба одиме се ние на враќам камп назад? број 1, прво се вративме пак долу и го качивме Лобуче Ист. Тој е на 6100 и кусур метри.
Па се спуштивме вие долу. си качувате и други Ише, бројови. горе-доле. Па понатаму се качивме зад Еверест Бейс Кемп, има една преуа планина сика Пумори, тоа е една прекрасна пирамида од 7000 метри. Отидовме до Хај Кемп кој што е на 5700, пак се спуштивме долу. Па понатаму имавме аклиматизација на самиот глечер Кумбу, кој што е најраскошниот, најубавиот глечер во свет, но за жал и најсмртоносен глечер во свет, заради тоа што таму се случуваат често лавини, но исто така има големи глечерски пукнатини кои што ги поминуваме со скали. А како беше времето, ви се погоди? Оваа година, за жал, е најсмртоносна година на Еверест од првото искачување. Значи, од 1953 година, кога прв пат е качен Еверест, од Едмонд Хилари, и оваа година со најмал процент искаченост и со најголем број на смртни случаи, заради тоа што оваа година немаше класичен Summit Day. Тоа е тој ден кој го викаат дека е добар за искачување на Еверест, кога временските услови се добри. Како и да е, значи, одиме на климатизација на Кумбу, пак се враќаме базен камп. Па чекаме добро време, одите камп 1, камп 2, камп 3, тачдаун, тоа е 7200 и пак се спуштате до базен камп. И кога ќе се спуштиме долу, значи таа цела процедура трае отприлика меѓу 20 и 30 дена. Дена, да. И на колку беше последниот камп? Кампот последен го викаат South Col, или тој е камп 4 на 8000 метри, тоа е Dead Zone. Кај што се гледа Еверест дека е блиску, а всушност тоа се најтешките неколку часа. Тоа се најтешките 880. Ментално како се чувствувате тогаш на тие Значи, тој чекор од 8000? Како да ви кажам, уплашен сте. Исплашен. Едноставно, заради тоа што знаете дека сте во Dead Zone, знаете што ве чека, тоа се њорхански ветрови кои што може однесат ко парпал. Докторе, адреналинот горе, како? Но адреналинот и желбата за успех држи на максимум. И тука едноставно, значи, не знам, се фокусирате на целта, не размислувате на глупости и се трудите да даете се од себе за да остварите целта. Што е многу важно, кај луѓето што сакаат да постигнат поголеми успеси, нели сите тие успеси за било што во животот носат и ризик, така? Така. Ама за тоа се вика зборот ризик. Прв пат што ќе чуете и носоп тоа што го слушате се лошите информации. Кој умрел, какво било времето, на кој му смрзнале прсти, кој е добил пневмонија и така натака, а не се кажува колку луѓе се искачиле денес, колку срекни се вратиле. Да. Значи, ние луѓето сме такви што секогаш прво ги впиваме лошите информации и тие и се пласираат по медиумите. Ќе чуете ужас, ова, лошата хорор, вест е ова, добра вака, вест. така, а долните вести се во забава. Да. Значи, така се сетирани медиумите, не знам колку зошто е точна информацијата? Мислам, тоа е повеќе некаква теза дека Да. исимнувањето е тешко. компликувана работа. Да, значи, Особено тоа од е Прашање на опстанок вела дека исто е. Тоа е жива вистина, заради тоа што повеќето од несреќите се случуваат кога планинарите се спуштаат. Така. Зошто е тоа така? Прво и основа заради тоа што се уморни, имаат помалце концентрација, А брзаат. брзаат и мислат дека целта е остварена. Да. Значи, јас после Еверест бев и на Амадаблам, може да сте го чуле, тој врв, тоа е исто, го викаат Матерхорн на Хималаите, исто една тешка вертикала, од 6816 метри, каде што вие буквално носто висите на карпа, после и на снег и го качувате. И сега кога требаше се симнеме, вака гледаме, треба да симнеш 3000 метри. Да. Провалија. И со колега му викам, Душан, што правиме? Значи, навистина е многу тешко, заради тоа што гледаш горе, ќе се кажеш, ама кога ќе се спушташ надолу, е навистина престрашно и исто така мора и да се калкулира и со време. Заради тоа што може да ве стемни, може да се сменат временските услови. Нови проблеми во тој случај. Горе кога ќе сте на врот, пак мора да сте критичен колку време ќе останете, Па дали некој ќе да не се симнете повреди маската, од нема да групата, ја симнете, ногата, па ќе колку време доживее, ќе не знам, таа болест како ја викаат. Висинска болест е тоа. Висинска болест, Значи се да. добива оток на белите дроби, Имаше се добива проблеми во оток на групата мозок. ваша, такви? Во нашата група. Што сум го кажал на сите мои интервјуа што бев за Еверест, за жал само ја се вратив здрав, читав. Стварно? Да, еден од планинарите почина, доби оток на мозок, точно на 8800. Тоа со кислород, тоа е... Да, и неговото тело остана таму, на еден дел балкони се вика на 8600. Гркот што беше со мене, му го секој едниот прст на ногата, на стапалото, имаш уште еден израелец,
млад дечко, Ти си добар, прекрасен, да, јас сум добар. Му исекоа 2 прста на десната рака. Така да, Добро, сега нема Кога да се нема симнав да калкулирам долу, јас прашањата да бев прашам навистина- што ве тера, кога знам што ве тера. Да. не тера некоја лудост, Да. таа адреналинска зависност и Добро, ти бар си признааш. Како вие како доктор? Дали воопшто учествувате во креирање влијание за она што навистина нас многу не засега, тоа се тие климатски промени и колку имате можност да учествувате во сите активности, еве се бавите со планинарство кое што е во директен допир со природата, но кога ќе се вратите во цивилизацијата не очекуваат грозни нешта. добро, ќе ви одговорам локално, ќе ви одговорам Да. и на глобално ниво. Океј, ајде. Вака, значи планинарите, а мислам и спортистите генерално, еве за тие што се занимаваат со аутдор надворешни спортови, сакаат да спортуваат во здрава животна средина. Значи никој не ќе да трча на Вардар при загаден воздух, така? Па и не трчат веќе, се научија. Едноставно секој еден спортист допринесува, а секој како единка, но ние, например, во нашата Федерација на планински спортови имаме група која што води сектор за екологија. Ние како клуб, јас сум член еден планинарски клуб, но и другите клубови, Да, да не имате само акции, правите, нашиот, има знам, повеќе следиме тоа, клубови, да. што сум многу среќен заради тоа што секој ќе си го најде афинитетот во некој клуб, друштво или зависи какви тури се Така. организираат еколошки акции. Значи, например, нашето друштво многу пати го чистело водно. Доброволно, така, ние како индивидуи, кога ќе Мој се како собереме љубители некоја на група, природата, Да. ќе си земеме, како ќе си, свесни како се граѓани, спушташ како било надоле, што. ја Да. чистиш Па патеката колку вие на која што вашите се студенти тоа им го предавате, да движиш. речеме? Па им го предавам, значи, гледате, студентите тие што се амбициозни сакат, тие ги следат професорите, ги следат нивните успеси, така. Понатаму, кога одиме ние на планина, значи точно ние ги гледаме кои се тие диви депони и нас просто ни е чудно како е возможно таму луѓето да остават отпад. Едноставно не ти се верува. Од шолји за Да. купатилот, гуми за Кади. кола, кади, нешто неверојатно. Најголемите загадувачи кај нас се пред се дрвосечите, кои што покрај тоа што прават пустош во планините, тие го стават и целиот отпад за нив. Така. Од канистри, шишиња, бензин, масло за овие машините со кои што сечат пилите и така натака. И буквално тие прават пустош и на самата планина како шумски фонд, но исто така и со тоа што ставаат ѓубре. Понатаму палењето на шумата, стрништа, луѓето се уште не се едуцирани дека на друг начин може да се складира Така. тој отпад. И еве може да се случат инциденти кои што по 100 пати ни се Па и случуваат се секоја случува, година и се случува. и доаѓаат до тоа запалување на шумите. Едноставно, ние како планинари секогаш укажуваме на кои места каде се наоѓа отпад, но за жал, кога ќе отидеме втор пат, трет пат, ние гледаме дека наместо тој да се отстрани, тој се поеќе и поеќе се зголемува. И навистина некој пат ние дури и срам кога одиме со некои планинари од странство, да видиме дека ти ги носиш по прекрасни предели, но они всушност одат покрај некаква депонија. Да. Од друга страна па, во нашето соседство, еве, не одам подалеку, ќе одам во нашето соседство, ако одите во Бугарија, ако одите во Грција, ако одите во Црна Гора, Албанија, не можете едно хартивче да видите. Да. Зошто? Заради тоа што таму функционираат ренџерските служби. И тука не може, значи луѓето не им ни текнува да оставаат отпад, камоли да прават депони. Значи едно ливче не фрлаат. Зборот ми е дека проблемот е во државните институции. Има назначено луѓе, тие луѓе или си седат по канцеларии или се партиски назначени. Па Не супер работат. докторе, сам се Сега- врза за следното прашање. Прочитавме Да. пред скоро дека директорот на Национален парк Молика крадел дрва. Крадел дрва. Значи, зашо да правиме муавет? Така. Да кради дрва да. најблизу се. тие. Тоа што треба да се грижи Па за директорот природата, да краде. тој ја уништува природата. На глобално ниво, Да. значи, еве ќе зборам за Хималаи, заради топењето на снеговите, таму покрај тоа што се нарушува убавината на самата планина, исто така се ствара огромни количини на вода и езера кои што порано не постоеле. Таму земјата е порозна, не може да ги држи тие езера, тоа не се стари грамадни Така е. планини, едноставно земјата е порозна и доаѓа до голема опасност на
пробивање на тие песочни природни брани, излевање на водата во селата и тие сите што се села и населби во хималајскиот предел каде што живеат шерпасите се доведени во екзистенционална опасност, значи може да им го снемат цело село. И оваа година беше председателот на Обединетите нации точно да збори со локалното население, а со кого збореше? Нормално со планинските водичи и со шерпасите кои што му укажува што се случи од 1960 година па наваму и како се менува климата. Светска здравствена организација да апелира се соберат фондови да се заштитат тие езера кои што сега се новостворени последниве децени, да не дојде до излевање. Така да вие пак ќе добиете информации за некаква заштита од луѓето што се на терен. Заради тоа што тој што седи во канцеларија, од кај знае? Не знае. На сите гости им го поставувам исто прашање, па еви ти нема да бидеш поштеден, докторе. Кога би бил министер за екологија? Кога би бил премиер? Што би направил? Еве, само за загадувањето. Што би направил ти? Не како доктор, еве како Златко, како планинар, како љубител на природата. Еве, прво би извадил полицијата на улица. Добро. Сите коли што загадуваат да се отстранат од сообраќај. Добро. Нема да бидеш ти премиер повеќе од 4 дена, ќе те ликвидира. Би вовел гасификација во сите индустријски објекти. Добро. Понатаму би забранил увоз на возила со постари, не знам ти кој таму екостандард во нашата држава. Понатаму сите ти диви депонии би го сренал. Би направил една убава едукација и промоција на екологијата, почнувајќи од градинки и училишта. Добро, зошто ти не кажа сега големи филозофии? Зошто ова што го кажа ти не го направиле овие што се Да. Што мислиш, во што е проблемот? Нема пари во џебот. Како нема пари, колку пари се сливаат од Ние европските кажувавме фондови овде за бројки. екологија? Не, за Докторе, лични пари збори. За нашите пари, што плаќаме Нашите даноци. пари, еве излезете на улица, видите колку возила зад вас фрлаат црнини. Дали еден полицаец сте виделе некој пат да ги трне Не. на страна? Никогаш не сте виделе. Не. А, ете, плюс градов Не, не а е. бидејќи немаме еколошка полиција, веројатно тоа е работа на Па сега не знам регуларна дали е на полиција. еколошка или на регуларна. да го изфрли од сообраќај оној кој не е. е адекватен за тоа. Мислам дека може со Како и да е, механизми. значи си постојат механизми, си постојат инструменти, каде што еве можеби нема да имаме ние едно огромно загадување, но можеби ќе го Би се намалиме намалило во тоа, некоја, би да. се Тоа е намалило доволно- некоја тоа е доволно за почеток. пристојна мера, така? Да. А се бавите со она колку што можев јас да научам за вас, а прилично учев. Се бавите со ДНК и на неколку нивоа и како форензичар, имате неколку научни студии. Имате научен пристап до условно здрав живот. Колку јавност е заинтересирана за тоа што вие реално, како научник, го правите? Имате неколку статии, читав за вас, дека во однос на ДНК-то, проверката кај родителите, мајка, татко, однос, како ги убедувате дека... Мислам, просто едноставни работи кажувате. Добро. Колку допирате до јавноста со вашите истражувања и научни студии? Да, значи мојот дел во Затоа што областа сепак на вашата извинувам што ја прекинувам, сепак вашата професија не е баш за затворен. Баш ние треба многу да знаеме за тоа што вие го работите и го истражувате. Па добро, луѓето почнаа да се интересираат за форензичната медицина со американските серии CSI и така натака, каде што во една серија од 45 минути се решаваат 2-3 убиства. Тоа ги решава. Значи стисни ентер, Да, излегува резултат така и да. точно тој резултат што ти треба. Да. Во реалноста не е баш така. Заради тоа што ние сме една како да кажам единица од целиот мозаик кој што го води јавниот обвинител. Значи ние сме дел од тој тим кој што ја води целата предистражна постапка. Секако дека со модерните технологии, телевизиите, нели генетиката е денеска многу популарна и од мојата фела од областа на форензиката, но исто така и од областа на генеалогијата, кој од каде потекнува генетските болести и така натака. Така да луѓето се интересираат се повеќе и повеќе и јас сум многу среќен заради тоа што денеска на пример во Македонија има навистина одлично опремени институции кои што се занимаваат со сериозна генетска анализа. Например, кај нас на медицински факултет
Имаме 3 апарати кои што се занимаваат со висока наука и од медицинската генетика и ние од форензичната генетика. Понатаму МАНО го имате приватни институции исто така кои што одлично работат. Значи, луѓето што ги интересира, тоа што кај нас доаѓа прво дали сум ја родител или не сум. Тоа е најмалиот процент. Втората работа е кога ние треба да видиме дали е некој исчезнат, тој да го идентификуваме по име и презиме. Некој пат може ако имаме живи роднини, некој пат ако немаме живи роднини, прв ред одиме второ, трето колено, лични предмети што ќе се најдат ако се претпостави дека некој лице е тоа, за да го идентификуваме. Понатаму учествуваме во идентификација при масовни несреќи, како што беше модуларна болница, автобуски несреќи, Не само докторска, но и полициска работа е таа. Да, па форензичен е... Целиот тим заеднички, но да. пак резултатите од кај нас се чекаат. Вие го кажувате крајниот. Ние го кажуваме крајниот резултат. Понатаму при случаи на сексуални деликти, на семено насилство, понатаму педофилија и така натака, во сето тоа сме ние вклучени како институт. Од друга страна па луѓето ќе ги чуете викаат абе овој е здрав, такви му се гените или така изгледа, такви му се Да, и гените. тоа сме чуле, да. Значи тоа е така, ама и не е така. Од проста причина што тоа ние го имаме како наследство, како добро или лошо од нашите предци. Ние треба или да го одржиме, или ако имаме некоја фалинка во нашите гени, треба да внимаваме што не треба да правиме да не дојде до одредена болест. Тој дел се вика епигенетика. Значи епигенетика значи дека сите надворешни влијанија влијат на нашите гени. И дека баш не е тоа така. исто замислете сега, вие сте купиле Мерцедес, топ машина, си ја возите све, ама не и ставате масло, не ја сервисирате и што ќе се случи со таа машина? Да. Ќе зарива. Исто и тоа, ние можеби ги имаме најдобрите гени, Ама ако не ги не го негуваме? правиме тоа што е најдобро за нас, нашиот организам ќе зарива. Ајде и да поставиме едноставно ќе сега едно застане. тако еколошко, полициско, форензичарско Прашање. прашање. Ако загадениот воздух што не измачува и што не уништува, го третираме како серијски убиец. Не како метафора, не го кажам како метафора, туку како факт. Ајде докторе да ни направи сега еден фоторобот на овој серијски убиец. Фоторобот? Да. Па, фотороботот е многу јасен. Значи, еве кажав, тоа што се возат возила кои што многу загадуваат, ете ви еден индикатор за бојата на очите. Индустријските објекти се индицираат кои продуцираат многу Чекайте, како загадување. бојата на очите? За белките зборувате? Па нели правиме фоторобот, така? Да. Ако се прави фоторобот, опишувате Добро. боја на очи, форма Црни на Црни ус. уши, коса, Така е. нос, облик и така натаму. И сега вие кога ќе ги направите сите тие параметри, нарушување на шумски фонд, палење на шуми, палење на На диви гуми. депони, на гуми, тоа што нема гасификација, повеќе имаме куќи каде што државата па и не субвенционира, например, еве да се смени тој начин на грејење, не се стимулира во целост и како што треба обновливи извори на енергија, и тогаш ете ви го лицето на масовниот убиец. Значи точно тогаш се Тоа е знае таа. кога ќе согледате тие параметри од каде ние имаме таков вид на Ама не е загадување. избеган масовниот убиец, тука е. Тука е околу нас, уште. значи, ми можеме да го фатиме уште малце, ќе почнеме да го Ама не сечеме гледате, со тоа нож. сите граѓани го знаат. Ама треба, значи, институциите да почнат да функционираат и еден по еден. Сега не викаме од денес за утре, но можем да речеме од следни 10 години да се намали тој чинител на загадување, затоа што не е возможно само како едно министерство или како една институција или како еден човек да промени. Значи, тоа треба да постои една навистина колективна државна програма и да постојат санкции. Значи без санкции Така е. не џабе правиме муа. Особено, ние ги спомнуваме Ги веќе 30 спомнуваме Ама години. три еве, сезони, гледате да. го се овој податок. Ако сум точен во бројкиве, не знам. Јавни патишта излегоа дека излегле со профит од 64 милиона евра, така беше? Да. Кажувавме ние овде, да. Да. Излезете било каде од градов и, например, ако возите од Скопје према Кавадарци, Неготино, ќе видите дека вие возите покрај депонија. Така И е. лево и десно имате харти. Не Ги застанува снимавме таа. ние Исто сите. ако одите према Косово. Да. Сега, ако тоа предпријатие прави толкав профит, зашто еден ден не пуштат камионите и тоа да го соберат? Така е. Ме разбирате? Значи, збориме само за една организација која што треба да почне да функционира.
И Ајде ќе се го нема. вратиме на убавите Ајде се- работи. Има тој предизвик се вика Seven Summit. Да, Summit. Seven Summit се вика. Јас сакав нешто друго да го прашам, ама ти прашај го. Останаа уште два Така за е. Seven Summit. Кој остана? Па ми остана уште два, тоа се Винсон и Карстен пирамид. Винсон е на Антарктик, Антарктик, Карстен да. пирамид е во Индонезија. Индонезија, да. И тука има два проблема. Едниот проблем е што на Карстен пирамид постојат племиња кои што ги киднапираат туристите и Карстен пирамид е веќе затворен 2 години за планинарење. Вау. Како алтернативен врв или планина е во Австралија и Нов Зеланд, кој што е 2800 метри, значи не представува некој спортски предизвик, но да. за луѓето што сакаат да го остварат Seven Summits може да одат таму и да го Но тоа не искачат за дека тој врв. имаат и резервни. Има. Значи, Карстен пирамид е на Индонезија и Океанија, а ово е само на Така се Океанија. смета, да. А Винсон е проект кој што од старт веќе чини 50.000 евра. Така да, тие пари во овој момент за мене се недостижни. Во тој контекст и сакам да ве прашам, значи, планинарите, но ова што вие го правите е скап спорт. Сега ова е никаква реклама не е напротив, јас читав дека вас Галеника ви помогнала за да го искачите. Така е точно. Мислам еден Да, да еден од- искачите Монте. една Колку фе- чини еве, вие велите за овој врв е 50.000 евра. Колку чинеше Монте Еверест? Монте Еверест исто 50.000 евра. Тоа ви е Со- најминималниот Минималниот. буџет. Значи во тоа Бато спаѓа поскупело. Поскупело, да ја не знам дека Не, е тоа. гледайте сега, значи Значи што спаѓа во сега тоа? ќе ви кажам. Значи може да одите со low budget компани како што одев јас. Добро. Но може и да поскупи до $250.000. Од што зависи Зависи тоа? со која агенција ќе Агенција. идете, Добро. какви услуги ќе добиете. И тоа ви се тој пакет што тие ви го нудат. Но тука не влегува авионска карта. Тука не влегува Да, тоа се бакши сам што треба. го давате на портери, што го давате на шерпаси, на кувари и така на. Осигурување лично не влегува тука. Дополнителни некои трошоци и кога ќе го сумирате сето тоа, ќе ви излезе негде околу 50.000 евра качувањето на Еверест. При тоа никој не ви гарантира дека вие ќе го искачите, заради тоа што Да, процентот и на постојат искаченост неуспешни оваа експедиции, година, да, беше заради многу нисок. временски неприлики, да, здравствени здравствена прилики, состојба. временски неприлики. Или еве вакво, се не може дај се Боже, случи. племето Да, одлучило да не племето пушта одлучило да никого. киднапира. Да. Да, тоа може во Пакистан се случува тоа. Значи тие што одат на хималајските врвови во Пакистан исто така се загрозени заради тоа што таму знаете има војна помеѓу нивните две верски заедници и може да дојде исто така до Да. напади на планинарските групи. Зборот ми е дека овој спорт не е ефтин, а убаво е кога ќе испрезентирате државата заради тоа што ретко кој Да. го Па, прави мислам- тоа и ние у суштина спортистите сме амбасадори на државата. Така е. Значи македонското знаме седеше на Еверест Бейс Кемп, точно кога ќе влезете, го видоа, не знам, Да. стотици илјади луѓе кои што идат. И ќе го видат сите и ќе на го видат, социјални од мрежи, кај на сте, што фотографии, сте, така на видеа. натака. Но овој Башка многу личи на јапонското од нивната воена морнарица како дупликат. Ќе го- Но ние како спортисти од овој калибар не сме толку атрактивни за спонзори заради тоа што не сме фудбалери, не сме Така е. ракометари, кошаркари, нема Не сте стадион од 100.000 луѓе да комерцијализирани. гледаат, нема пренос по цел Така свет и е. така натака и нивната реклама е, да кажам, понезабележителна. Значи не може на компанија да ви го покрие сето тоа. Едноставно тие луѓе што ви се блиски, имате некакви пријателски односи, тие ќе ви помогнат. Јас до сите големи компании што се обратив, сите имаат качија од проста причина што немаме буџет, тешка Да, година, да. вака, така, милиони изговори, но Да. тие што навистина сакале, од срце помогнале, секој колку Па тие се можел. и подраги. Ако се помалку Подраги пари, тие се подраги кога знаеш дека од срце но ти се да даде. кажам дека се ова морам да го истакнем да и се заблагодарам на Агенција за млади и спорт, која што навистина ми снесе, да кажам, еден поголем дел од финансискиот товар. Од како се вратив, значи ги уплатија тие пари на Федерација планинарија Македонија, после ми ги префрли и на мене. Браво. Момче. Тука нема збор, значи навистина, Браво. тоа е една програма која што оди преку Федерација на планинари на Македонија, па треба да биде одобрена во Агенција за млади и спорт и се пак сите лимитирани со буџет, значи не може сега на сите да им излезе пресрет, но еве, да кажам, некоја
разумна одлука донеса за нас планинарите оваа година. Едно пензионерско прашање. Дали и вие го делите животот на пред корона и после корона? Па го делам, да. Да. Значи го делам на пред корона и после корона. Заради тоа што животот се смени на неколку начини. Прво, луѓето мислам дека сватија, во тоа време сваќаа сите, сега подзаборават, но не дај Боже повторно се деси нешто такво, е дека највредно во нашиот живот е здравјето и слободата. Тоа што луѓето пред себе Короната ни го зема уплашаат за едното и своето другото, здравје, Да. и кога си дома, не излегуваш, ти ја земали слободата, буквално исто како да си во затвор. Така. За жал луѓето тоа не го ценат. Значи нашите две најголеми придобивки за кои што треба да живееме и да се Да. стремиме. Друго се виде дека некои работи може да се извршуваат и во домашни услови. Значи не мора да бидат плаќани толкави објекти и така Па дури натака. да работиш од дома. Од дома. Дури да така е. радиш од дома можеш да бидеш ефикасен ако Добро, се навистина прочита постои многу добар повеќе систем. книги од колку Книги. што е вообичаено. Се изгледаа стари филмови, се зајакна односите во семејството што беа Семејството, да. нарушени. Па некои се зајакна, некои Некои се се- Некој допрва ќе Зависи како Да. е. Од здравствен аспект можам да кажам дека секако дека овој вирус се виде дека е многу опасен заради тоа што милиони луѓе изумреа на планетава Земја, но и тој не е таков да не остави некакви последици. Пред се говорам на згручувањето на зголеменото згручување на крвта, заради тоа што прави оштетување на ендотелот на крвните садови, тоа е Така е. внатрешната обвивка на крвните садови која што е подложна да се налепат тромбоцитите и да направат тромби. tell me about it. Да, баш. Да. А има ли нека нова епидемија во најава? Да. Дали има или нема, значи тоа се шпекулации, тоа што го читате, вие го читам и јас. И не сум човек кој што живее во теорија на заговор. Апсолутно. Едноставно, јас сум научник и јас секој пат се држам до материјалните факти и докази. Така е. И никој пат не ќе да шпекулирам шта би било, кад би било, ако Да. немате доказ. Да. Така да, за мене, нешто што ќе го видам, ќе можам да го објаснам пред луѓето, за мене е факт. А тоа што некој го кажал, зашто така мисли, а нема доказ, тогаш не знам што да Шарлатани. кажам, да. Шарлатан. Докторе, Доктор. прекрасен сте. Јас ви посакувам да ги скачите уште двата врва. Благодарам. Ама не, избегнете го оној за киднапирањето и ќе ни требате тука. Ќе се отвори, тој се тек на време. Да. Поглавицата поздрави го. Поглавицата велико. кој ќе го киднапира, кој ќе му умре, некој дај да видам Ти благодарам многу што дојде. Многу ви благодарам, доктор. Дали се лажам или Еверест те подмладил тебе човеку? Јас те видов последен пат пред 3 години. Па не знам. Можно е такво нешто? Освежено, Не освежено. верувам. Може би енергијата ми е пуваа. Не, може би кога се вратил тука си Смирен. се ресетирал, си се смирил. Да, И имав ментално и Има духовно. спокојство, гледаш какво спокојство. психички ресет на мојот организам Да. после Еверест. Баш ми е драго. Браво. И уште ова, семејството како го прифати Да. се ова? Ти беше ли подршка? Па ми беше Имаше ли поддршка. љутковци? Немаше љутковци, значи застана зад мене, заради тоа што слушна што се случи. И само кога дојдов во базен камп, фатив интернет и син ми рече уклучи камера ти ги видам прстите. Ао, Срце. душичка, он се секирал за тоа. Поздрав до Срце, семејството поздрав, и фала ти ви докторе многу, уште докторе, еднаш. фала Супер ви емисија многу. направи. Супер. Чао. Браво.